Здраво, дечки! Црвената соба денеска е нагости во Прилеп. Градот во кој што се случуваат многу интересни работи, градот кој што едноставно живее за многу работи. Првата пушка пукнала токму во Прилеп и Куманово. Прилеп е познат по тоа што овде се родил и Тоше Проевски. Ино, сега идам. Во Прилеп денеска свежо, можеби некои 5-6 степени, ама доста пријатно. Многу убава, многу раздвиженост, петочки, многу убави, многу насмејани фаци, многу убави лица. Црвената соба денеска гостинен мој драг пријател, DJ Харис, и со него во следните 10 минути на мојот официјален Facebook профил. Јас сум веќе 2 дена во Прилеп и Прилеп ми остави доста добар впечаток. Како се живее во Прилеп? Има добар живот? Има се животари на Се животари, а? Да. На македонски начин. Да. Баш ми е драго. Имате убав плоштад, убави знаменитости, што значи така убави луѓе, позитивни. Денеска троа малку студено што викаат нашите, ама добро е. Црвената соба уште наш потсетам денеска во Прилеп и гостин во моето специјално издание денешно трето е DJ Харис од Прилеп. Ова е бизнес центарот во Прилеп. Кари, каде одиме во моментот? Во My Place. Ова е твоето место, така? Да, умилено, убаво? Да, супер. Ете, Алек и Кари се веќе во My Place. Баш пријатно место. Убава топличка барам се загреавме. А и позадинава ми е доста добро да те кажам. Баш ми се допаѓа. Кари звака, ти си веќе долго време драг пријател, се дружиме, се слушаме. Ние музичарите си имаме некоја наша тактика едноставно да се врзуваме. Да, посебен контакт. Се занимава со музиката, така, значи диџеј, продуцент, компонираш, работи со музиката. Од кога тоа живее во тебе? Од кога почна со ова работа? Со на дошо дека си доста млад дечко. Имам моментално 20 години. Се занимавам со диџејство од пред 7 години. Оу, па ти си имал 13 години. Точно. А со продукција од 15 години. Значи по 2 години сум почнал да со продукција. Со компонирање на песни, машапи, бутлеси, ремикси, таква работа. Сега кажеме за во Македонија да се направат тие песни да излезат во продукција на интернет или како сингл. Има таква работа или? Има, значи, али треба да го следиш тој светски тренд што е. Добро. Да го пратиш цело време да бидеш актуелен, за да се доведи тоа ниво на светски звук, на тие страшни компонирања. Каква музика работиш, кажеме? Се баш тоа ме интересира, че со кој стил на музика работиш? Значи се занимавам со трап, моментално трап продукција. 2015 почетокот започнав со неа, а пред тоа се занимавав со електронска музика, значи хаус, електро хаус, прогресив хаус, транс и таква работа, али 2015 почетокот. Штом не си во стилот на Карделуша, тоа е нај добро. Здраво. Одлично, ќе влеземе во кадр. Кари, ме интересира како овде животот во Прилеп за таа работа. Тезги се работи, има ли заинтересираност луѓето да уживаат во тој вид на музика што ти го работиш? Значи пред се младата публика е најактуелната. Така. Значи младата публика живее за електронска музика. Добро, сигурно нема да пуштаме музика во пензионерски домови, нели? Точно, да. Тоа е тоа. Има, значи, тезги се најдува низ целата Македонија, посебно Прилеп. Кажи ми, работи со некоја продуцентска куќа кој што може менаџер или сам си во момент? Моментално сум сам. Така. Значи, издавам траки за надвор од земјата, Македонија. Моментално потпишав со српска издавачка куќа, Вандета Рекордс. Значи, на 16 излегува ексклузивно на Битпорт моја трап песна. И моментално преговарам за уште една песна што многу подалеку од Скопје, Македонија, од Балканов, значи подалеку ќе биде. И за скоро време се потпишува договор. А само кај нас не си било Гевгелија. Гевгеличини, значи треба да се го знаете Кари и да се го поканите да ви направи одлична журка и забава. Кари, ти си одличен дечко како сите дечки, што прави во слободно време? Читаш книги, си по книги, ама не во тие книги другите библиотекарски. Не библиотекарски. Значи,
филмчиња, дружба. Значи, Што те исполнува, обожавам- освен тоа што седиш на тие компјутери, на тие CD-џејки и така натаму, значи што правиш друго? Значи, обожавам дружба со моите пријатели, другари, другарки. Так. Обожавам. Че са подругарки се подразбират многу работи, значи да зборуваме за љубовта или ќе ставиме на страна? Не, добро? Така. На страна, добро? Пази, ако си сингал, значи тука веќе, пази, ова е јавна работа, може да се случи нешто. Не знам, ова видео може да помогне. Да, може да помогне, може да помогне. Што ти исполнува животот? Освен музиката со кој што едноставно си предаден, има ли некои други работи кои што те исполнуваат? Ситни, големи? Ме исполнува читање на психолошки книги. Значи, обожавам психологија. Сакав да те прашам на што студираш? Студирам педагошки факултет во Битол за одделенски наставник. Така, значи ти ќе бидеш наставник. Да. Што ќе зборуваме на одделенски час? Ајде, дечки, кои ја слушаше последната моја трака. Да. Без разлика, баш убав факултет си одбрал. Обожаваш ли да патуваш? Вашата професија е баш таква, значи патувате, многу комуникација со луѓе, сега се зимате данок, значи ненаспиеност, многу километри, мамурност, значи секоја професија си има и цена да кажем. Каде е твојата дестинација во животот? Каде се гледаш утре, задутре? Јас кај се гледам, далеко од нашава земја. Што Македонија не ти се допаѓа? Македонија е толку убава, толку сладка, толку нежна. Има своји природни убавини. Ама тоа е тоа што со многу мене кога зборам интервјуто кога го правам со музичарите, со диџеи, со пејачи, велат се е убава, само тоа што треба го нема. Баш тоа. Тоа е тоа. И многу мене се гледат надвор од Македонија, да кажам. Каде е твојата дестинација? Пак не ми одговора. Мојата дестинација се гледам. Например, некој ме прашаш, јас сум во Исланд. Јас сум Америка. Исланд, American Турска. dream. Да, тоа го сакаш? Да. Добро. Ај сега со Трамп ќе се одговарате. Патали политика. Да? Да, се шејал на секој случај, Кат. без разлика. Хари, мене ми е многу драго што јас 2 дена се утепав дружејќи се со тебе. Ова мај прес стварно многу ми се допаѓа, значи стварно е твое место се гледа. Многу топло, многу исколирано. Што ќе им препорачаш на моите гледачи на мојата официјална Red Room страна и мојот официјален профил? Да слушаат музика, да уживаат во животот, да се дружат, Значи пред се супорт на домашни артисти. Значи тоа моментално да се ја почитуваме нашата така. естрада. Значи нашата страна, нашата продукција, нашите артисти да се подржуваат. Тоа му треба значи на народ. Уште едно прашање за крај. Има ли дечки што се заинтересирани да го работат ова? Порано, ние кога бевме помали, кога имаше повозрастни диџеи, одевме со нив чисто за да го научиме занаетот. Значи без разлика дали било радио, телевизија, диџејство и така натаму. Има ли такви деца кои што ќе ти речат, бари јас ќе доаѓам со тебе само да го научам ова? Значи има заинтересираност, али некако во ваше време. Значи сега се гледа да се постигне тоа и да се вади пари. Никој не го работи тоа. Има значи исклучоци. И прво ќе те праша колкава ми е дневницата за денес. Така? Да. Тоа е тоа. Добро, Хари, другарче, беше супер. Црвената страна денеска ви го представи диџеј Харис од Прилеп. Јас сум овдека веќе 2 дена, супер се поминуваме. Уживајте се, слушајме и се гледаме следната сабота во истото време 18 часот на истото место на мојата официјална Facebook страна. Чао! Чао.